Владата отвори кол центар за психолошка поддршка за луѓето во изолација. Оттаму имаме директно јавување. Да погледнеме. Да, повелете, во програма сте. Добар ден, да ме слушате? Ало? Ало, видете? Да, се слушаме во програма сте, повелете. Ако не овако потрае уште малку, ја не знам стварно како ќе издржим. Јас со жената дома со децата, па ја ќе ја заколам на спиење да ви кажам. Тоа не се издржува веќе, она со само сусици, вачот тука да се проаѓа со крпи, не може на утакмица не може да изгледаме. Па тоа да јас на вистина не се трпива веќе, ако не да. Господине, ве разбирам. Само смирено и дишете длабоко. Ама како смирено, вие не знаете што е тоа, зашто тањирот овде си го оставил, зашто лавабо не било, па тоа лудница, ни утакмица има на телевизија, деца трчаат тука цело време и ја не можам. Ако не се најде лекот, верувајте дека многу разводи ќе ме имаш адвокатијата сега ќе се разведе да не беа деца. Господине, кај сите е така. Кажете ми колкав ви е коефициентот? Бе, каков коефициент, господја, едно изборам ви е друго. Каков коефициент, никоја дилница сум видел бе ништо. Ми иде да се тестирам за корона само за да можам резултати да чекам. Ма ова е лудница. Ја ќе земам на вистина ви велам. Ова не се издржува. И децата тука веќе почнат во школа да одат. Каква е тоа изолација тука? Изолација се да седиме дома ние. Почитувани, ви благодарам за вашето јавување и ве молам само смирено и спокојно. Дали имаме нов слушател и гледач на линија? Ало, добар ден, линија за помош, тоа ме слушате? Ало, да, повелете, само ве молам намалете го вашиот ТВ приемник за да немаме фонија, инаку сте во програма, повелете. Што да ви кажам, не ми треба помош. Да, одлично, ве слушам, повелете. Да, не се издржува ова дома, мислам само ја работам како слугинка сум овдека. Ме слушате, ало? Ве молам, господјо, само спокојно и смирено. Ама спокојно и смирено. Значи таква е состојбата, ве молам смирете се. Значи тоа ви велам, ја не можам како служавка одека идам по сите само ја тањири перам, нова правам, овие ногите на маса ги ставил, овој чашите не се ги дигане, толку чаши имаме дома, ако ми верувате, нема каде ги ставиме чашите. Па ја дека како слугинка по сите ли ќе одам, ја не мислам, не разбирам што е. Ве разбирам потполно, господјо, кај сите е исто. Само бидете смирени. Ма како смирени, вие не знаете што е. Тањирите ги мрзи лавабо да ги ставам, викаме, ставите ги лавабо после, имаме машина таму, знаеш како викам, што ти е тешко да го ставиш тањирето машина. Зашто е слугинка? Да, точно, не сте слугинка и тоа да го запомните и само смирено. Да. И мантрајте, јас не сум слугинка. Како не сум слугинка? Ева, нек не викам саги у машина, ги стане у машина тамо, не ги испакне тоа пирето се закоравило се, не можам, идем ја. И пријатен ручек ви посакувам и ви посакувам мир и благосостојба во вашето семејство. Фала ви многу. Дали имаме нов гледач на линија? Ало, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, тетке. Ало, во програма си мали, кажи. Што добар ден, викам. Ало, во програма си, каде си, дете? Под кревет, се скрив. А зошто си под кревет? Сам пртина, со писотињата. Се караат мама и тато. А зошто се караат мама и тато? Се караат. Им го земал мобилните, им ги сокрив и се караат. Слушај, еве ти еден совет од мене. Кога ќе видиш дека ситуацијата се измакнува од контрола и нема назад, само ти врати им ги телефоните и пак ќе се смират. Твоите мајка и татко те сакаат, ако се сега нервозни. Таква е ситуацијата. Ќе ги вратам ама ќе ме тепа, тато. Ајде до гледање и до слушање. Почитувани за денес, вклучувањето во живо е завршено. Ве молам за понатамошна психолошка помош за лица во изолација да ги користите нашите отворени линии. Броевите ги имате на кајронот, течат во текот на целата емисија. А јас, како секоја друга домајкинка, во ова време на изолација, морам да одам дома и да сготвам храна и ручек за оној мојон последно му било.